Здраво, дечки! Ова позади мене е новата Opel Mokka, која што пред неколку месеци, благодарение на Opel Македонија, бев на интернационалната премиера во Палма де Мајорка. И тоа видео можете да го погледнете тука. Таму видов какви измени, какви новитети нуди оваа Opel Mokka, сега ќе ги повториме некои. Но зошто повторно треба да ги видиме и зошто, уште сега ќе ви кажам, ова е возило, ова е модел кој што во оваа категорија треба го ставите во топ 3 возила кој што мора да ги погледнете ако барате возило до овој ранг. Прво, бидејќи тука во Македонија, сега можам да го видам малку подетално, односно да видам ако нешто сум испуштил во Палма де Мајорка, но ајде вака околу дизајнот, пак ќе повторам дека се направени неколку мали измени, најмногу тоа е поради да го следи дизајнерскиот јазик сега со новиот Grandland, Frontera и така натаму, но исто така и да има поголема штедливост околу аеродинамиката. Направена измена околу предниот браник, предните фарови, маската, поставена новото лого, странично веќе имаме, особено во GS е многу убаво вака со овие пијано црни елементи околу натркалата и доле кај праговите, и исто така се направени измени околу задните фарови. Овие црни елементи страшно добро изгледаат вака во живо, околу чистење и средување ќе биде стварно мака. Една друга кул работа која што мене многу ми се допаѓа и препорачувам секој кој што ќе избере Opel Mokka тоа да го направи. За само мислам 200 евра може да се направи хаубата да биде црна како на електричната, изведаш тоа воза во Палма де Мајорка и стварно да изгледа многу кул и поразлично, особено со црниот кров, бомбона. Друга работа, втора работа е тоа што тука кога во Македонија веќе може да се извози малку подобро, да се провери секако што треба. Додуша овој погон е веќе доста познат за Stellantis групација и за мене и за вас, но ќе провериме детално за кратко. Сега она што сакам да го потенцирам, зошто вреди оваа Opel Mokka толку многу и треба да се стави во топ 3 возила, бидејќи ние сме ценовно ориентирани, ние сакаме одличен продукт, одлична опрема и одлична цена. Како што кажав, одличен продукт, одлична опрема, GS, едно од највисоките нивоа на опременост, одлично изгледа и имаме акцијска цена од 23.970 евра, што е стварно многу добра цена во поглед на оно што го нуди дизајнерски, во поглед на оно што го нуди со опрема. Па ајде да ви почнам да ви објаснувам што нуди внатре како опрема и како изгледа сето тоа. Оние измени кои што ги имаат направено тука внатре во интериерот, искрено мене многу ми значат, зошто? Од една причина, бидејќи претходно имаше премногу пијано пластики и да, како што кажав, и надвор изгледа сето тоа убаво, но не е практично за користење и за чистење, односно се прават гребаници веднаш, мислам од првиот ден и ќе ви се скрши кејфот за колата. И сега со овој детокс тука се тргнати сите тие пијано пластики, е поставена оваа имитација на алуминиум кој што изгледа стварно убаво. Тоа го кажав и во Шпанија и тоа е една голема пофалба од мене кон Opel. Друга работа е што е поставен комплетно нов волан кој што е многу прво дизајнерски убав, второ многу практичен, бидејќи тука не знам колку можете сега да видите, има една закосеност на воланот и копчињата се таман на допир за при возење да ви бидат лесни за користење за функциите, да ги одберете правилно и баш она што ви треба. Трето е поставен комплетно нов систем во инфозабавниот екран. Двата се по 10,25 инчни екрани, и тој пред возачот и тој од мултимедијата, кои што сега се многу побрзи, многу пореспонзивни, подобри графики. Едноставно многу полесно се оперира, се стига до се што ви треба. Нема легинг, нема ништо, значи буквално систем кој што се препорачува сега, а не претходно да имаше некаква критика. Останатиот дел е истиот, во истата форма на копчињата, доле имаме една остава за телефон со USB порт, 12 волтен приклучок за струја, нормално тука менувачот, со опција за избирање на 3 различни драйв мода, еко, нормал и спорт, тие ќе ги објаснам за кратко, 2 остави за шишиња и под наслонов за раката една мала остава, но сосема доволна.
Убаво седење, одлични седишта, тоа го кажав и во Шпанија, еве и сега ќе го кажам, Opel имаат стварно едни од најдобрите седишта што ги нудат. Убави, меки, комфорни, убаво се седи широко и ја заборев оваа остава тука да ја кажам за телефонот кој што е супер практична. И нешто што мора да кажам околу материјаливе, сега се користи рециклирана пластика, на задниот дел нема никакви измени. Сега тука во фолија, затоа погледнете го видеото од Шпанија, бидејќи тука нема да имате доволно добра слика. И нормално околу багажникот, истата површина, убав практичен багажник кој што можете го искористите под оваа даска имате опција да си поставите резервно тркало, иначе имате и опција да го подигнете, малку на повисоко, за да немате волку висинска разлика, но па вака имате поголем простор за товарање. И сега дојде до моментот за јас да ви објаснам зошто треба оваа Opel Mokka да ставите во топ 3 возила кои што мора да ги погледнете и не само што ќе ги погледнете, туку да ви биде во топ 3 за избор. Ова е многу сериозна изјава од моја страна, но стојам позади неа, бидејќи Opel Mokka, оваа изгледба, овој фейслифт, оваа опрема, овој мотор и овој пакет со се цена вреди да го искористите. 23.970 евра е фантастична цена, особено за категорија каде што припаѓа Opel Mokka, каде што има сериозна конкуренција, имаме сериозна кинеска инвазија, кој што нудат денес одлични автомобили, одлична опрема, нудат многу повеќе опрема кинезите, за многу поприфатливи цени. И што треба да направат големи европски брендови кои што меѓу кои спаѓа и Opel, мора да се приспособат на пазарот, мора да нудат одлични автомобили, мора да бидат енергични како што е Opel Mokka, да бидат интересни, забавни, богати со опрема и сето тоа да не ве кошта вас многу, нели? Opel Македонија нуди добра цена, да не ја повторам, ама ќе ја повторам уште еднаш, 23.970 евра, тоа е акцијска цена и сметам дека добра цена, бидејќи како ГС ниво на опременост имаме убав автомобил од надвор, убав автомобил од внатре, стварно изгледа привлечно, привлекува многу внимание, богато, модерно, поразлично, поживо, баш онака како што треба да изгледа автомобил од оваа категорија. Opel Mokka не само што изгледа убаво, е и богато со опрема, ги имаме речиси сите безбедносни системи, што од автоматско кочење, што од читање на сообраќајни знаци, предупредување за надминување на брзина и сето тоа го прави елегантно и културно, не нападно и нервозно, како што знаат да бидат одредени негови ривали. Тука е многу убаво сето тоа сработено. Второ, имаме паркинг камера и паркинг сензори кои што работат фантастично добро. Паркинг камерата е со многу убава графика, многу убава слика, чиста и јасна, гледате до детал. И второ, имате опција за птичја перспектива, тоа значи дека ги памти последните неколку метри и со враќањето на назад вие добивате слика како од горе, како од птичја перспектива, што значи дека многу попрегледно ви станува и точно знаете што се случува околу вас. Второ, е доста удобен. Opel од секој пат нуделе убави комфорни седишта, така и сега. И стварно е убаво, комфорно, широко, многу широко, што за оваа класа на возила не често се случува да се седи волку удобно. Тоа тука го имам. И второ нешто што многу ми се допаѓа околу положбава за седење, што можете се наместите баш онака како што вас ви одговара, дали сте повисок или понизок, не е битно, ќе ја најдете вашата идеална возачка положба. Што од седиштето, што од воланот кој што оди многу по длабочина и многу по висина, што значи дека за секого ќе може да се најде вистинската возачка положба. Перформансите се 1.2 3 цилиндра, мотор кој што е многу познат и за мене и за вас и за цела Stellantis групација. Сум го возел и речиси, односно сите ривали кои што ги има од неговата Stellantis групација го имат истиот мотор, истиот менувач, 1.2 3 цилиндра, 130 конски сили, 8 степен автоматски менувач. Да, сега во одредени модели и пакети како што ќе биде и Opel Mokka, бидејќи она што го возев во Palma de Mallorca беше 138 конскиот мотор, истиот 1.2 преработен заедно со
хибридниот елемент, односно таа малт хибрид, ама вози не баре како класичен хибрид, нуди подобра потрошувачка, 6 литри на 100, тука е некаде околу 8-9, тоа е една критика да кажам, има разлика во потрошувачката, нема разлика во перформанси, искрено не се чувствувате како нешто вау, велепе на сеиште, нешто многу повеќе, но има разлика во потрошувачката. Моторот е фантастичен и тука и таму еластичен е луѓе. Страшно добро повлекува од многу ниски обрти до многу високи обрти. Лесно сето тоа го изработува. Односно, ако имам потреба низ град да забрзам и да пристигнам, некој само притискам на гаста, тоа го прави. Многу убаво повлекува овој мотор и затоа ми се допаѓа, бидејќи едноставно лесно ќе се снајдете во градските средини. Не ви треба тука во оваа категорија нешто брзо, бесно, да достигнува енормно високи брзини, 250 км на час. Не, тоа го немате како потреба тука, бидејќи најчесто ќе го возите во урбаниве средини, некој пат може ќе отидете на одмор со фамилија или со пријатели, и тоа ќе биде тоа. Најчесто ќе се вози во град и тука ви треба да се снаоѓа одлично. Бидејќи мора да внимаваме на брзина, мора да внимаваме на закони, на безбедност, не смееме да возиме повеќе од 50 км, некаде и повеќе од 30, што значи дека на тие ниски обрти, односно брзини, нас не треба автомобил кој што брзо ќе изреагира. Тука Opel Mokka се снаоѓа одлично и затоа тие перформанси што ги има се одлични. Во тој сегмент, во тие моменти се снаоѓа перфектно. И нешто што е многу интересно исто така за моторот и менувачот, што се многу тивки. 3 цилиндра, да, неправилно работење, нели неправилен звук би требало да има, но многу е тивок, многу е добро изолиран целиот автомобил, убаво како пакет е стварно убаво направено. Имам една критика околу менувачот, иако работи одлично, менувањето му е супер. Станува збор за движење при трни застане, момент на семафор или на паркинг, и има едно момент на колебање каде што као да не знае во кој режим да биде за да трне да се работи правилно. Тоа е многу мала ситница, речи се вие нема ни да приметите, но еве да кажам одредена негативна критика, нели, дека не е се совршено идеално. Сега овој мотор со оваа цена ќе бидат небарне лимитирана изведба, се додека не стигне таа хибридна опција, која што ќе биде поскапа, и затоа верувам во ова се што го кажувам, дека треба да искористите да го искористите овој момент за оваа цена, бидејќи кинезиве стварно партали направија, направија сериозни проблеми на гиганти, и затоа мислам дека ценава, ако сакате добро возило со добра опрема, кој што ако сакате некоја луксузност, можете да си одберете, можете да искористите, можете да си ставите у дополнителна опрема, тоа се зависи од вас. Но она како што за 21 век треба да изгледа едно модерно возило, како опрема, сето тоа го има и имате добра цена, пак ќе кажем, и затоа треба да го искористите. Бидејќи подоцна, верувам дека цените ќе отидат малку повисоко и повторно ќе се жалиме, леле, скапи се, не можеме да купиме тралала. Еве ви момент, еве ви можност, ако сакате добра Opel Mokka за добра цена, еве ви. GS ниво на опременост за 23.970 евра. Изгледа ко премногу да го фалам, како да е платена реклама, но ова е реалноста. Не е ништо тоа, едноставно ова е реалноста. Сега направете subscribe и пишете ми во коментар што мислите за Opel Mokka, што мислите за неговите ривали и што мислите дека е сериозен конкурент и од кинезите и од европјаните, па и од Stellantis, неговата групација, што мислите дека е сериозен конкурент според вас. Пишете ми во коментари и се гледаме наредна недела со ново видео. Чао!